Љубовта не е чувство, туку начин на однесување. Гери Чепман. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И ние денеска, заедно со свештеникот, ќе разговараме на една многу интересна и многу, можеби, контроверзна тема на денешницата, а тоа е за бракот. Денеска ќе разговараме за бракот како институт, како појава, како еден вид на решение кој што се појавува во човековата цивилизација, но и не само кај луѓето, тоа ќе го разговараме понатаму, и кој што е еден вид на универзално решение. Го има кај животните, го има кај луѓето, го има кај практично сите човечки култури, иако тој, како и другите човекови решенија за многу различни проблеми, и тој има своја еволуција. Значи не бил секогаш во денешната форма, еден маж со една жена, или во денешната идеја за бракот како еден вид на романтичен спој помеѓу двајца поединци, туку бракот има своја еволуција, му се менува формата, му се менува заради различните социјални и други околности во кои што постои и во кои што битисуваат луѓето или човечката цивилизација во минатото, па и денешницата. Меѓутоа, бракот е, повторно ќе кажам, еден вид на универзално решение или универзална појава. Би сакал да дадам малку еден краток осврт за тоа што за мене е бракот, па потоа ќе одиме со неговото образлагање и со образлагање на неговите различни аспекти. Инаку можеме да забележиме дека бракот е многу битен дел од општеството, од заедницата. Всушност, тој не постои само како некој морален, непишан институт или како традиција, туку постои како и си има своји формални аспекти, решени во, односно запишани во закони, запишани во правото на една заедница, во правото на повеќето држави, каде што одредено што е брак, што се случува со имотите и наследството и така натаму и така натаму. Значи, бракот е многу сериозна работа, така го сметаат повеќето човечки заедници и така го сметали уште пред да настане модерниот вид на право. Значи, бракот не настанува само кога да станува правото, туку и многу претходно тоа, во некои морални аспекти и решенија. Инаку, бракот е социјална институција и тој првенствено настанал од, да речеме, некои практични, економски, репродуктивни и социјални причини во човечките општества. Идејата за романтична љубов и за романтичен спој не бил главен или суштествен дел на бракот од неговиот почеток кога се појави. Таа станува покасно, ќе дискутираме тоа со свештеникот. Романтичната љубов покасно влегува во сликата. Меѓутоа, пред да дојде таа, самиот брак е еден вид на решение, според мене е решение кое што представува најдобрата пронајдена точка на компромис помеѓу потребите и нагоните од многу социјални актери. Од небите социјални актери. Од една страна имаме самата заедница, односно општество. Тоа си има своји интереси и своји потреби. Една од потребите име на заедницата е стабилност. Друга од потребите е да има доволно деца за да заедницата биде одржлива. Трета од потребите е да има внатрешна горе-долу колку толку некоја кохезија. Значи да има постојани нестабилности, расправи, војни, конфликти и така натаму, за да може една заедница во конкуренцијата со другите заедници кои што се околу незе, сакате племе, сакате народ, сакате држава или просто семејство или роднини, да може да преживее. Затоа што само оние заедници кои што се со доволно внатрешна кохезија може да победат во конкурентската борба со другите заедници на нивното ниво. Ова го разговаравме во епизодата за Асабија. Погледнете ја таа епизода. Значи, заедницата си има своји интереси. Децата, како иднината на заедницата, си имаат па своји интереси. За нив една стабилна заедница, во која што нема конфликти, во која што нема тепање, убивање, во која што има доволно храна, стабилен извор на храна и во која што има доволно присутни и посветени родители, братучеди, други членови на поширокото семејство и заедница. Децата во тие услови
најдобро растат, најдобро се воспитани и може да се воздигнуваат највисоко во нивната емоционално, духовна и интелектуална еволуција. Значи, и децата си имаат своји интереси, кои што се слични со на заедницата, меѓутоа не се поклопуваат целосно исти. Од трета страна, самите брачни партнери си имаат своји интереси. Мажите имаат своји интереси, кои што делумно се поклопуваат со тие на жените, делумно не се поклопуваат. Жените исто така си имаат своји интереси, кои што делумно се поклопуваат со тие на мажите, делумно не се поклопуваат. Мажите во главно имаат интерес да си остават пород, да се погрижат дека тој пород ќе може да остави свој пород и практично вредниот нагон, силен нагон за сексуално остварување кај мажите е дел од тој нагон за оставање пород. Заради тоа и многу често мажите се обседнати со секс и само на тоа мислат, во наводници, бидејќи не мислат само на тоа. Бидејќи еволуираните мажи кои што се на поисоко ниво на свест, мислат и на работа, мислат и на духовност, мислат и на односот кон Бога и така натаму. Меѓутоа нагонот, сексуалниот нагон е многу силен и е широко насочен. Значи мажите да можат, секој маж би оставил пород со секоја жена. Колку е поквалитетен маж, толку повеќе пребира нормално по квалитет на жените. Од друга страна, жените имаат нагон да бидат згрижени, да имаат една стабилност во животот, меѓутоа истовремено да имаат пород со најквалитетниот маж кој што можат да го, до кој што може да се дофатат. Тоа со други зборови се нарекува хипергамија. Значи, жените немаат таков сексуален нагон да имаат сексуални односи со секој маж до кој што може да дојдат, бидејќи знаат дека не сите мажи заслужуваат да имаат сексуален пристап до нив, особено заради тоа што имањето на дете и неговото растење и чувањето е многу голем товар. Прво е 9 месеци бременост, кој што сериозно е оневозможува жената во разни животни активности, не може да лови храна, не може да потешко е да бара и така натаму. Второ, детето додека е мало, до 2-3 години треба постојано да биде со жената, да цица, да биде доено и така натаму, да биде заштитувано. Трето, понатаму кога детето е уште мало, меѓутоа е над оваа возраст, тука цело време се врти околу мајката, треба да биде заштитено, да не биде уловено од некој, да не биде утепано, да не биде изедено некое животно или да не умре од болест или што и да не се повреди. Значи има многу голем товар кај жените и заради тоа нивната идеја е да или овој товар да го префрлат на заедницата, или да најдат маж кој што ќе биде најуспешен од овој аспект, ќе успее да ги згрижи и да им ги задоволи овие потреби, а истовремено истиот маж да биде доволно квалитетен, да биде доволно убав, паметен, амбициозен, успешен, кој што ќе каже дека тој маж треба да продолжи понатаму преку тоа што ќе има деца со нејза. И на крајот доаѓаат актерите како нивните семејства на мажот и на жената, кои што преку бракот се обидуваат во најмала рака да останат на истото социјално ниво и статус, а ако можат исто така да надфрлат, односно да се доберат во наводници до партнер за нивниот син или ќерка, чие што семејство е подобро од нив во социјалниот статус и во социјалната хиерархија, со цел да се искачат преку спојот помеѓу мажот и жената во бракот, да се спојат семејствата и преку тоа да се искачат во својот социјален статус. Како што гледаме, сите овие социјални актери меѓу себе си имаат своји потреби, кои што не се поклопуваат целосно меѓу нив, и бракот е еден вид на компромисно решение кој што успел да ги спои и доволно да ги задоволи сите овие социјални актери во една заедничка точка. Според мене, тоа е причината зошто настанува бракот и зошто станува универзално во сите човечки заедници, а исто така бракот се појавува и кај животните, како е вид на генетско, фенотипско и проширено фенотипско решение, меѓутоа за тоа ќе разговараме понатаму во епизодата. Тоа беше мојот вовед. Свештениче, ти што би искоментирала за бракот? Убава работа ли е или што да му правим? Многу убава работа е тоа. Само напред. Сам. Од моето искуство можам да кажам дека е многу убава работа. Од некое туѓо искуство може би е ужасно. Мислам дека дадете е многу добар вовед, многу обсежен, ги опфати сите различни аспекти, поготово оние социјалните аспекти, и многу ми олесна на мене. Не мора да објаснувам за социјалните аспекти и така натака, и за историските. Можам да се посветам на она што ми е најомилено, а тоа е духовните и психолошките аспекти на бракот и на љубовта помеѓу два партнера од спротивен пол.
Тоа е еден посебен вид на љубов кој што постои само во таа форма. Се отклучува тој тип на љубов само во таа форма, да кажем. Сметам дека бракот во модерното време е во една многу голема криза, страшна криза. Можеме да видиме дека има огромен број на разводи, бракот не е гледан со убави чувства, со убави очи, да речеме, туку е гледан како ограничување, како некоја институција што изгубила смисла, што не треба да постои. Гледаме разни инфлуенсери на секаде низ светот како објаснуваат дека бракот е само договор, дека многу од нив велат дека не треба да има брак, дека тоа е лоша работа, измислена од патриархатот или измислена од религијата или што и да е. Или дека има, например, во маносферата често се шират оние, мислам дека Black Pill беа тука и оние men going their own way, кои што велат, па мене не ми треба жена, не ми треба брак, што ќе ми е тоа, тие жените се само товар, ќе земам јас ќе си терам цел живот како некој дете ќе си живеам, како некој ерген. Додека по друга страна имаш феминизмот кој што го гледа бракот како нешто злобно, како некоја тиранија, како некој затвор и така натаму. Тоа се све екстремни идеологии кои што се најискрено ќе кажам, најотворено, според мене тоа се ненормални идеологии и мислам дека колку побрзо се разбудиме од тие умствени вируси, толку подобро. Тоа се едноставно детски перспективи, бе. Детски, тоа знаеш кога гледаш работите на детски начин, на незрел начин, така ги гледаш. Тоа е тиранија, тоа е не ми треба и така натаму. Значи, ќе си бидам сам, ќе си бидам ерген, баш како што го кажа тоа. Или бракот е тиранија врз жената, да се контролира. Тоа се детски погледи. Да, детски се, меѓутоа колку по воспалени стануваат, толку по се гледа нивните ненормални ефекти и затоа ги нарекувам ненормални. Значи, ако се бенигни, ако се нешто таму некои луѓе кои што си размислуваат, тоа да, ќе речам, тоа е детско незрело размислување, никому ништо не е страшно. Меѓутоа, кога гледаме како се шири на секаде по медиуми и во умовите на младите луѓе, сакам да искористам пострашен спор затоа што е пострашен нивниот ефект. Како и да е, ти како што кажа, порано во минатото бракот не бил толку романтичен, не се насочувал кон тоа да се развие љубов помеѓу нив, иако често имало љубов, кој што почнувал како партнерство, како пријателство, бидејќи на почеток и не се ни знаеле, меѓутоа доколку и мажот и жената се домакини луѓе, се паметни луѓе, зрели луѓе, брзо ќе се развие едно пријателство, едно партнерство, си помагаат меѓу себе, си служат, мажот ќе биде благодарен што женава готви, да речеме, во тоа време женава ќе биде благодарна што мажов иде на нива, не се пијанчи и ќе развијат почит и ќе развијат и љубов понатака. И ќе се роди тој повисок момент на љубовта, меѓутоа главно не било така, главно не им било гајле за тоа, им било важно унапредување на двете семејства, да се осигураат дека ќе бидат посилни во однос на надворешноста и да се осигураат двата партнера, мажот и жената, дека ќе имаат формирано една економска заедница која што е одржлива, едноставно еден вид на начин на преживување. Бракот бил начин на преживување и биолошки така е наменет и социолошки на еден основен материјален аспект. Бракот е начин на преживување и како таков е многу функционален. Меѓутоа тоа што се случува сега е што начинот на преживување веќе не е потребен, затоа што луѓето живеат во големо изобилие и веќе секој човек може да си се самоодржи, ќе си најде работа во градот, да речеме, и жена и маж, и може да си живее, не и треба втора плата, не и треба втор сет на раце кој што ќе помогне или ќе му помогне. Може да си готви сам мажот, може да си пере и гледаме на социјални мрежи како тоа го кажуваат кога некој достигнување. Јас можам сам да си перам, можам сам да си чистам што ќе ми е жена или јас сакам маж што може сам да си пере, сам да си чисти. Или и обратно има, не е ни важно сега да не навлегуваме, меѓутоа секој е само доволен и веќе не мисли дека бракот не е потребен повеќе. Меѓутоа, со изфрлање на водата, како што кажуваат американците, throwing the baby with the bath water, со изфрлање на водата изфрлаат и бебето, бидејќи
Тоа е само едно основно ниво. Јас сметам дека бракот во себе има 3 нивоа. Првото е тоа основно материјалистичко ниво, кое што го надминуваме како што напредуваме во однос на нашата удобност во материјалниот свет, излегуваме од тоа материјално ниво на бракот, меѓутоа тоа треба да биде една врата, еден портал кон влегување во вториот аспект на љубовта и дури и третиот аспект на љубовта, каде што се открива психолошкиот дел, кој што е истражување на себе си, подобрување на себе си, дисциплинирање на себе си, откривање на едно поголемо ниво на конекција со друг човек, на едно интимно ниво на конекција со друг човек, кое што е искуство кое што не смее да се пропушти. Жив човек не треба да се дозволи да пропушти едно ниво на постоење и на искусување на реалноста, каде што си длабоко конектиран со друг човек од спротивниот пол. Тоа Платон го има кажано со на платонска љубов, дека мажот и жената се две души, два дела од една душа, да речеме така натаму, значи тоа го имаат видено мудрите луѓе дури во минатото, меѓутоа сега оние останати товари на бракот се можеме да ги отстраниме и само тоа да го истражиме, наместо незрело да ја отфрлиме целата љубов, затоа што веќе не ни е потребна како штит. Оно што сакав да го кажам во однос на како да стигнеме до тоа најдлабоко ниво на љубовта, значи како што кажав, на едно најосновно ниво кое што сега полека исчезнува и тоа треба да е добра работа, а не лоша работа. Материјалистите мислат дека само тоа е целта на бракот и дека кога ќе исчезне материјалната потреба, готово веќе бракот не е потребен. Тоа е затоа што се незрели и празни и недоволно ги гледаат работите доволно длабоко во реалноста. Меѓутоа, првото ниво е материјалистичкото, каде што бракот е начин на преживување. Второто ниво е конекција, психолошка конекција, каде што се искусуваш себе си преку другиот човек и се самооткриваш себе си. И третото ниво е искусување на недуалност преку партнерството. И тука веќе навлегуваме и во на тантра йога, бакти йога или самото христијанство е такво, кога ќе речат не постојам ја, постоиш само ти и така натак. Тоа се искажување на љубов толку длабока, толку голема, што двајцата се губат еден во друг. Едноставно веќе не постои. И самото семејство треба да е тоа на едно високо ниво, каде што веќе не постоиш ти, постои семејството, постои жената, постојат децата. Не си веќе ти, туку сите сте едно нешто. И не само што ти се чувствуваш како јас во семејството, туку ти си семејството, веќе нема чувство за тебе, има чувство само за семејството. И тоа е највисокото ниво што бракот може да ти го донесе. Меѓутоа, за да стигнеш до таму треба да имаш одредено ниво на зрелост, за да бидеш спремен да го погледнеш тоа, да го откриеш тоа во себе, таа шанса, да се откажеш од егоизмот во тебе, за да дозволиш жената и децата или мажот и децата, или таткото и мајката, не е битно, да станат дел од тебе. Затоа и првото Божјо правило е почитувај ги твоите мајка и татко, за да живееш добро на овој свет. Тука би завршил со мојот вовед, понатаму веќе ти оставам на тебе да искоментираш што е околу ова што го кажав јас. Понатаму сакам да објаснам како од една обична врска, која што кај многу луѓе завршува неуспешно, како да изградиш брак, како да изградиш вистинска љубов, бидејќи сметам дека тоа е еден од најголемите предизвици во бракот. Луѓето ја губат онаа љубов, ја губат конекцијата помеѓу себе и почнува да станува индиферентност, почнува на крај да станува и омраза, затоа што не знаат, не сваќаат дека љубовта е начин на однесување. Бракот е нешто кое што се учи. Не е тоа нешто кое што е вродено во тебе и или си одговарате или не си одговарате, туку ако и двајцата се зрели, бракот е нешто кое што се тренира и кое што се учи. Тоа е начин на живење заедно. Последна реченицата беше одлична, истото сакав да го кажам.
буквално тоа. Дека бракот е нешто што се гради во процес, како еден вид на како зграда. Зградата не може да се створи пред тебе, треба да ја направиш. Макотрепно да ја работиш, да бидеш мудар, да ги поставиш добро темелите, да ги поправаш недостатоците во градба и така натаму и на крајот ја постигнеш една цврста, убава градба. И надворешно и внатрешно. Така и со бракот. Така е со се што е вредно во основа. И ти на почетокот кажа дека порно, нели, како што кажавме, бракот оригинално немал романтична функција или барем таа не била меѓу најбитните. Меѓутоа не била па ни целосно занемарен. Знаеш зашто? Затоа што мислам дека за да биде еден успешен брак, дури во она време кога имало струјници, дури во она време кога имало, како да кажам, силна конзервативност, дури и тогаш, за да биде еден брак успешен, покрај тоа што, нели, пошироката заедница, па и семејствата имаат силен морал кој што на еден начин ги присилуваат сопружниците да останат во бракот, ама мислам дека есенцијално било и самите сопружници да сакаат да бидат таму. Не да им биде одвратно. Значи, барем да им биде прифатливо. Сега, за да им биде барем прифатливо, мислам дека се сметало и на тоа да има некој барем потенцијал за романтична љубов, кога се спојувале мажот и жената, односно тогаш момчето и девојката, што било на многу млада возраст. И тоа што родителите и пошироката заедница го знаеле, па и духовните водачи, е дека романтичната љубов може да се развие и понатаму. Не мора да постои претходно, туку може и да настане, може да се развие. Од еден аспект, ако, тебе како на маж или како на жена, ти е доделен, во наводници, партнерот од карши, и сега ве спојуваат вашите семејства и пошироката седница и попот, така натаму ве спојуваат во брак, ти не знаеш што се случува, имаш 17 години, не ти е јасно сега кај те носат, што е со сватовиве, се облекле во одела, идат со коњите и готово, тоа е, струјниците ти најдоа некоја, разбираш? Не знаеш дали ќе се свиѓа, не знаеш како изгледа девојката и така натаму. Меѓутоа треба да се запамти прво една работа, а тоа е дека кога се млади сите се убави, или барем се поубави, а второ, уште не се оштетени, емоционално и така натаму. Трето, имаат многу животна енергија, зашто се млади. И четврто, кога од еден аспект го има стапот на тоа дека овоите доделени од партнери не смееш да одиш лево десно, а го имаш и морковот, сепак имаш доделен партнер преко кој што можеш да ги оствариш своите нагони, потреби и така натаму. Твоите нагони потреби се канализираат преко тој партнер. И ти, бидејќи е многу ризично да одиш со друг партнер, не е дозволено, морално ниту правно, твоите нагони, например сексуални, емоционални, интелектуални, се насочуваат кон партнерот кој што ти е доделен. И пречо ти го засакуваш партнер. Со текот на времето го засакуваш. Со самото тоа што имаш нагони кои што ги остваруваш, имате сексуални нагони, млади сте, не знаете што правите, така натаму. Меѓутоа тоа на крајот резултира во развивање на љубовта. Значи не останува само на секс, се развива на повисоко ниво. Заради тоа што не значи сте во наводници присилени да ја развиете љубовта. Не можете да забегувате лево десно. И тоа е основниот проблем на денешните, на модерниот вид на брак, кој што погрешно се основа на тоа дека бракот е само заедница помеѓу еден маж и една жена и се основа само на нивната желба дали да бидат заедно или не. И додека им трае заљубеноста, ќе бидеме заедно, ќе се залетуваме еден со друг, ќе се мажиме, ќе се жениме, кога ќе помине, па сега сакам да се разведам, досадно ми е веќе и така натаму. Значи, кога има притисок на тоа да не се разведеш, тогаш ти овозможува да израснеш заедно многу повеќе. И тоа е клучната улога на заедницата. И така вие како родители треба да се однесувате спрема вашите деца. Прво да учествувате во нивните животи, а второ да не им дозволувате да се однесуваат неодговорно. Ако веќе навлегуваат во брак, да бидат сериозни околу партнерот, сериозно да бираат, да споделите мудрост, а потоа да не им дозволувате лесно да го напуштат бракот. Освен во екстремни ситуации, нормално, ако си фрлаат пепелници по дома и се бодат со ножеви, секако. Има физичко и психичко малтретирање емоционално. Да. Меѓутоа, во другите случаи, кој ќе стане потешко, кога ќе поминат сексуалните нагони, кои ќе се намалат, кога ќе дојдат децата, кои ќе дојдат товарите на секојдневниот живот, вашата улога како родители е да ги насочите и да ги присилите во наводници вашите деца да не се откажат, да не попуштат пред товарот, туку да издржат во тоа, затоа што ако издржат заедно во некоја тешкотија, тие толку јако ќе се врзат што ќе станат една душа. Баш како што кажа
свештеникот, односно како што кажал Платон, ќе станат двете парчиња на едната иста душа кои што се споили. И понекогаш семејствата на денешните, на модерните брачни партнери не го разбираат ова, не се свесни за ова и не учествуваат во овие работи, ниту па се преземаат улогата која што треба да ја преземат на контролори на однесувањето на нивните синови или ќерки, и останато е да самите синови и ќерки го откријат ова, а ако не го откријат да им се распадне бракот и практично да имаат негативни последици во текот на целиот живот. Особено ако имаат деца. Сега, ако дојде до таква ситуација, ако е таквата ситуација каде што семејствата не се свесни за ова, не сакаат да учествуваат, немаат моќ реално да учествуваат во контролата и во спојувањето и во стабилизацијата на бракот помеѓу нивните деца, тогаш самите брачни партнери треба да го откријат ова, според мене, а тоа може да го откријат преку понизност, преку служба, а тоа пред се го откриваат преку љубов. Љубовта тера кон служба кон некого, а службата кон некого ја открива понизноста. Понизноста кон стварноста, понизноста кон другите и особено понизноста кон семејството. Всушност, семејството е еден од ретко достапните начини како да станеме великани. Преку тоа што понизно ќе се посветиме во служба кон нешто повисоко и подобро од нас, нешто поголемо од нас. А тоа е семејството. Значи, едно е да сакаш да станеш најдобар спринтер на 100 метри, најдобар музичар, најдобар, не знам, менаџер, писател, што и да е. Тоа се може да бидат и благородни работи во материјалниот свет. Меѓутоа, да сакаш да имаш најдобро семејство и да бидеш најдобар татко или мајка или друг вид на учесник во своето семејство, тоа е еден вид на великанство кое што е ретко достапно и кое што може да овозможи понатаму многу силно духовно зрение, затоа што основата на духовното зрение е понизност. Тоа го имаме разговарано многу пати претходно. Епа, преку семејството можете да видите еден од најдобрите начини како да служите на некому друг. Како да го сакате толку, да го сакате повеќе од себе си, за да започнете со служба кон него. Семејството, општо, но и членовите на семејството, како поединци. Така што, ако вашите родители, вашите семејства, од кај што потекнуваат, каде што сте биле деца, не ја прифатили оваа улога, да ве научат на овие мудрости, ќе треба самите себе си да се научите на оваа мудрост. Дека семејството кој што ќе го основате со вашиот брачен партнер е нешто на кое што треба му служите и е нешто подобро и повисоко од самите себе си. Тоа подразбира на почетокот да бидете многу мудри во одлуката кој ќе ви биде брачен партнер и да имате идеја дека брачен партнер го бирате и го востановувате до смрт, додека смртта не ве раздели. За бесконечно. Ако така постапите кон вашиот брак ќе биде успешен. И кога ќе настанат проблематични периоди, каде што има стрес од секојдневниот живот, каде што има стрес од незадоволени потреби, тоа што ќе ве води напред е дека поимот на развод не постои во вашиот речник и дека во ова сме заедно и низ добро, и низ зло, и низ лесно, и низ тешко. И тоа е единствениот начин како да се осигурате дека вашиот брак ќе биде успешен. Повторно ќе кажам, исклучоци има секако, ако брачниот партнер ве тепа, ве омаловажува, ве тормози емоционално, гаслайтинг ви прави така натаму сите тие работи, секако дека треба пробате го решите тој проблем на почеток, особено ако имате деца. Меѓутоа, ако не може да се реши тој проблем, ако е премногу сериозен, треба да има можност за развод. Разводот треба да биде возможен, ама треба да биде тежок. Треба да има, како да кажам, треба да кошта. За да тежината од другата страна, за да се направи разводот, треба да биде потешка, за да се направи. Разводот не треба да биде лесна одлука и не треба да настапува кога ќе ни досади. Туку напротив, кога навистина не може веќе да се издржи во самиот брак. И уште една работа ќе кажам, која што ја поддржува ова што го кажав до сега, а тоа е зошто треба да му пристапите на бракот, прво од аспект на мудрост, мудро да го одберете својот партнер, а второ да пристапите дека со тој партнер додека смртта не ја раздели, ќе бидете заедно. Докажано е статистички веќе дека децата кои што растат во згрижени семејства каде што се присутни и мајката и таткото, и каде што им се посветени и каде што се доволно зрели, тие деца се најуспешни и од економски аспект, и од емоционален аспект, и од саморегулација, и од интелектуален аспект, и од духовен аспект. Таму каде што е неприсутен таткото или мајката, редовно зборам присутен,
каде што нема успешен брак, каде што има брак во кој што брачните партнери постојано се напаѓаат и се во конфликт, тоа сериозно делува негативно врз децата. Кога ќе добиете деца, прво на повеќето луѓе сметам дека кога ќе добијат деца, сваќаат како е да сакаш нешто повеќе од себе си. И па ако ги сакате своите деца повеќе од себе си, ќе работите на вашиот брак да биде подобар, а не да го напуштите кога ќе ви досади или заради некоја друга профана причина. Свештениче? Одлично кажано. Се согласувам со се што кажа. Во минатото, како што кажа ти, бракот бил држен со тоа што било тешко да се разведеш, невозможно во некој случај, и имало и голем притисок од родителите, од надворешност и така натака. Меѓутоа, она кое што фалело, во кој што тој брак потфрлал, било тоа што партнерите не се бирале самите помеѓу себе и тоа што тие не знаеле како да се подобрат, бидејќи ги држал стравот од преживување и притисокот од надворешноста, меѓутоа ништо не ги трансформирало од внатре, немало внатрешен порив, туку поривот бил надворешен и тоа знаело да резултира со позитивен резултат, каде што ќе се научат да живеат еден со друг, ќе се засакаат, се случувало, почесто него што не се случувало, меѓутоа исто така во многу голем дел и едноставно завршувало во толеранција, во омраза, во прељуба, во карање, тепање и така натака. Тоа што денеска го прават е, бидејќи нема никакви притисоци, на првиот конфликт не се работи на бракот, не се работи на себе, не се гледа бракот како начин за духовна трансформација на себе си и на партнерот, туку веднаш си одиш и после тоа бараш нов партнер за да направиш конекција, меѓутоа бидејќи веќе не си успел со првиот, потешко е со вториот, бидејќи ти веќе имаш емоционален багаж од, ова важи и за мажите и за жените, бидејќи веќе имаш емоционален багаж во однос на конекцијата, сега е потешко да направиш спој со другиот партнер. Не е невозможно, ти можеш да смениш и 50 и пак да можеш, меѓутоа станува се потешко и потешко. А ако ти не си спремен за тој пат, после некое време ќе стане и невозможно. Да, практично тоа е и статистички утврдено. Баш гледав едно истражување пред некој време, пред некој месец, дека колку повеќе бракови си имали, колку партнери си имал особено или сексуални партнери пред бракот, толку е потешко да востановиш стабилен брак. Тоа е, мислам, само евидентна вистина која што луѓето не сакаат да ја веруваат. На почеток кога почнува бракот, ти го кажа тоа во твојот вовед, луѓето се опиени, се затрескани, тоа е нели збор кој што сите го знаат, затрескани се, замаени и така натака, приврзани или како и да е, кој што се јавува кај дечко и девојка или еден пар, кој што ќе се сретне и тоа трае обично на почеток, секогаш трае на почеток. Тие се првен затрескани еден во друг, си ги игнорираат маните, уж не може да прекинат да мислат еден на друг, лежат, имат пеперутки во стомакот, само зјапаат, нешто како викаат, што си изгубен, да не си заљубен и така натака, значи дури не може да размислуваш, мислиш на партнерот и така натака. Значи тоа е биолошки феномен. Тоа не е феномен кој што е психолошки, кој што ние можеме да го контролираме, туку тоа е биолошки феномен, но луѓето сметаат дека е психолошки, не го разбираат многу добро што се случува тука и поради тоа кога тој биолошки феномен ќе исчезне, а тој се јавува за да те натера на едно најосновно биолошко ниво, да те натера да имаш потомство со тој партнер, бидејќи го смета за квалитетен, и за да не се случи конфликт, кога сме биле животни, за да не се случи конфликт помеѓу овие двајца партнери, двајца единки, тие се опиени, обземени се од коктел, од хормони, хемиски реакции во нив, и хормонски реакции, и она што се случува е тие веќе не можат ни да размислуваат, само сакаат да бидат еден со друг. Кога ќе заврши таа фаза, кога тој коктел ќе се потроши со тек на времето, веќе почнуваат да си ја гледаат реалност еден со друг и почнуваат да се нервираат. И затоа најчесто луѓето велат, после бракот се трансформираше жена ми, се трансформираше мажот и така натаму. Меѓутоа,
тоа е нешто кое што е биолошки во нас и ние сите сме го имале, сме биле заљубени и поминало одредено време и таа емоција, таа затресканост исчезнала. Зрелиот човек тука треба да рече, окей, исчезна оваа затресканост, јас сега сум со партнерот, што сега да правам? Сега почнуваш веќе да ја гледаш реалноста, веќе не ја идеализираш жената или не, жената не го идеализира мажот. И сега е време да почне да го учи партнерот. Да учи каков е партнер. Кој е начинот на кој што тој ја восприема љубовта. Сега еден психолог американец, кој што мислам дека се уште жив, се вика Гери Чепман, може да сум грешка, може да е починат. Преку неговото, тој бил на англиски се вика couples counseling, советник за семејство, за брак и така натака. И тој со текот на неговото искуство развил една теорија која што се според мене е апсолутно точна и книгата која што има напишано он, 5 љубовни јазици, го има трансформирано, не само што е бестселер во однос на браковите, туку го има трансформирано многу бракови, илјадници бракови низ светот. И затоа е толку популарна таа книга и затоа е таков бестселер, бидејќи тој човек преку неговото искуство и преку неговите истражувања, бидејќи бил и научник, успел да открие систем и да го класифицира тој систем во кој што, според кој што луѓето ја восприемаат љубовта од партнерот и тој создал или открил 5 љубовни јазици. Едниот јазик е зборови на афирмација, вториот е квалитетно време поминато заедно, третиот е да му покажеш на партнерот дека се грижиш, му помагаш, правиш работи за него и така натака. Четвртиот е подароци, му даваш нешто кое што тој одредени предмети кои што тие му значат на него. И петиот е физичкиот допир, секс, гушкање, сама близина, допир со рацете и така натака. Секој човек има еден примарен јазик, минимум еден примарен јазик, може да има и два. Некој може дури да има и коктел од овие 5 јазици, меѓутоа секогаш ќе има еден доминантен, минимум еден доминантен. Сите овие јазици имаат своји 5 дијалекти, каде што човек може да збори само еден дијалект од овој јазик или да збори, тоа е метафора, всушност да ја прима љубовта преку еден од овие јазици, меѓутоа и еден дијалект од овие 5 јазици. Некој може повеќе дијалекти, некој може би сите дијалекти од еден јазик и така натака. И се тоа може да се изрази во проценти дори. Мислам, тоа е апстрактно, меѓутоа секој човек самиот кога се открива себе си или кога откриваш партнерот кој јазик го зборува, кој љубовен јазик го зборува, ти можеш да утврдиш и колку проценти што изначи или што му значи во однос на тоа. И затоа, кога ќе се заврши таа затресканост, партнерот треба да научи кој е јазикот на неговиот партнер, како тој ја восприема љубовта и да почне да се учи себе си, да се научи себе си, што не е воопшто тешка работа, да се научи да ја изкажува љубовта на начин на кој што партнерот ја восприема. Тој може не е негов начин, тотално спротивно да е, меѓутоа тука е малце и контраинтуитивно, бидејќи си велиш како можам јас, да речеме, да дадам зборови на афирмација, кога мене зборови ништо не ми значат, мене ми значи допир, да речем, или давање подароци. Како јас да дадам како може тоа да изначи на нејзе? Меѓутоа, тоа е реалноста. Реалноста е дека нејзе друг начин на љубов и функционира кај нејзе, да речем. И кога тоа ќе го прифатиш како концепт, и кога ќе почнеш да го практикуваш, кога ќе научиш партнерот твој кој јазик го зборува и ќе го зборуваш неговиот јазик, и кога тој партнер ќе даде напор да го научи твојот јазик и да ти даде љубов на кој што ти ја разбираш и ја прифаќаш и ја восприемаш љубовта, ќе се роди хармонија и ќе може да се напредува кон највисоките нивоа на љубов, а тоа е она единство за кое што кажав јас во мојот вовед. Една способност да не се гледаш себе си како единка, туку да го гледаш партнерот како дел од себе. Не посесивно, туку од чиста љубов. Од чиста твоето его, твојата индивидуалност е веќе проширена во друг човек. И тоа е чувство кое што создава многу голема убавина. Затоа велат љубовта е убава. Љубовта е убава затоа што тоа е тие моменти создаваат убавина. Меѓутоа, како што кажав,
човек треба да биде доволно зрел, да не бега од работата, да не бега од неговата одговорност, да ја искаже љубовта, туку да биде спремен да удоволи на партнерот на начин на кој што партнерот го разбира тоа. Да, се сеќам дека разговаравме за оваа книга. Знам дека кога ти ја прочита или додека ја читаше, дека беше многу чудоневиден и импресиониран од оваа книга и дека ни ја препорача нас во друштво да ја прочитаме и ставене на листата на, на книги кои што ќе дојдат. Качана е во приоритет. Меѓутоа се уште не стигнала. Меѓутоа осеќам дека има многу голема вистина во тоа. Различните луѓе си имаат различни потреби и начини како треба да како сакаат да функционираат и како се задоволуваат во односите со другите луѓе, особено со својот романтичен и животен партнер. И ова сигурно има ефект тука и дали се работи за маж, дали се работи за жена, на кој ниво на зрелост и така натаму. Верувам дека тие што се позрели помалку почнуваат да ги импресионираат подароци, например, поќе ги импресионираат некои други работи. Тоа е едно прашање кое што јас си го имав додека ја читав книгата, меѓутоа авторот баш на крај ја го објаснува тој феномен со тоа што тој ги истражувал овие работи кај децата и видел дека децата од раѓање имаат свој јазик на кој што ја примаат љубовта и тоа значи дека луѓето се родени, можеби биолошки, можеби кој знае духовно, се родени и создадени со одреден љубовен јазик. И тие подароци нормално кај еден незрел човек би биле кола да ја купиш или да му купиш, што ја знам, одело некое, додека пак кај зрел човек подарокот би бил, не знам, нешто символично, шолја со неговиот цитат што му се допаѓа или мајца со нешто ефтино, меѓутоа кој што значи нешто за нив. Значи има тука различно ниво на зрелост при искажување на таа љубов, меѓутоа самиот јазик е вроден и не зависи од зрелоста на човекот. Тоа е многу интересно. Така, занимливо. Во ред, тогаш нема да коментирам предвремено, прво ќе прочитам книгата, па потоа ќе коментирам во длабочина. Меѓутоа верувам дека има некои фактори кои што влијаат на тоа каков ќе ти биде јазикот на љубовта. Каде си се родил, какви били твоите родители, како си растел, дали си маж, дали си жена, и така натаму. И плюс некоја си природна наклонета со одраѓање, како што ја кажете. Како и да е, денеска, драги наши следачи, имате можноста да истражувате љубовта со вашиот партнер на многу по-софистицирано и на многу по-високо ниво. Наместо да ве присилат вашите родители да бидете во брак, денеска можете да одберете со кој ќе бидете во брак и вие самите да се присилите. Во наводници присилите. Тоа може да ви возможи да созреете многу повеќе, а може возможи и да не созреете. Значи, како со секоја можност, со секоја поголема моќ, доаѓа и поголема одговорност. Ваша одговорноста да создадете успешна партнерска врска и брак. Сега, многу луѓе ќе се прашуваат што ќе ми е брак. Нели, како што спомнавме на почетокот свештениче. Некои луѓе викаат не ми треба брак, што ќе ми е маж, што ќе ми е жена, можам сам и така натаму. Само преку бракот можете прво да допрете до овие поисоки нивоа на истражување на љубовта, на романтичната љубов, меѓутоа и другите видови. Љубовта од родител спрема дете, или од дете спрема родител. Љубовта кон партнерот како живо суштество и како душа, а не само како сексуален објект или паричен објект или емоционален. И второ, јас ова постојано го повторувам, незрелите луѓе не може да го разберат, зрелите луѓе веднаш го сваќаат. Повеќето од нас се настанати како резултат на љубовта помеѓу нашите родители. Да не биле тие, нема да постоиме ни ние. Нашиот живот е право да се живее, но и обврска да се продолжи. Бракот е најдоброто решение да се продолжи животот. Да се создадат деца и си да се згрижат и тие да продолжат и да бидат успешни во создавање деца и во грижење за истите деца. Ad infinitum. До бесконечност. Значи, бракот е најдобриот начин, најдобриот метод како да имате пород и како да си остварите оваа должност према животот кој што ја имате. Затоа влезете во брак, затоа најдете го најдобриот партнер, мудро изберете го, не се занесувајте со своите желби,
ниту па не си ги намалувате критериумите за квалитет каде што знаете дека се соодветни, најдете го партнерот, создадете семејство, почнете му служите на тоа семејство и на своите деца и така ќе се остварите во еден многу битен аспект на својот живот, во кој што се повеќе млади луѓе денеска не се остваруваат. И тоа е една многу голема трагедија која што се случува во денешницата, а тоа е дека се помалку луѓе влегуваат во брак и основаат семејство, или ако основаат семејство, се повеќе го разведуваат, се повеќе деца остануваат без мајка и татко. Значи, едноставно се случува еден многу негативен феномен, кој што сите нас ќе не удари по глава, ако не го прекинеме. Решението е, ако веќе вашите родители и заедница ја немаат моќта да ве присилат, вие самите да се присилите во наводници и да се насочите кон нова, затоа што бракот е начин како да бидете поголем човек, поквалитетен човек. Еден од ретките, многу ефикасни и добри начини да станете поквалитетен човек. Преку службата кон нешто повисоко и поголемо од себе си. Бракот не е само една животинска и генетска условеност која што имаме, туку таа е аспект на Господ, бидејќи е аспект на чистата вистинска љубов. Љубовта е Бог, а бракот е еден вид на љубов, еден вид на вистинска врвна љубов и со тоа логички следствува дека бракот е аспект на Бог. И не за џабе, уште од дамнешни времиња бракот го склучувал свештеникот. Шаманот, врачот, кој да е, секогаш духовникот го склучувал бракот, бидејќи бракот е дел од Бог. Пред да почнем со сюжетот, само да се подсетиме свештениче на еден многу убав момент, дали текнува пред, може би една декада, може би малку помалку од тоа, кога го посетивме гробот на Петар Денов во Бугарија и каде што пишуваше на истиот гроб Бог е љубов. Ми текнува како не. Еден од поубавите моменти во мојот живот. Ете тоа е. Тоа што го кажа, Бог е љубов. Точно така. И заради тоа и христијанството така го нарекува Бог е љубов. Кратко сиже, па потоа одиме со практични и прагматични совети. Денеска разговаравме на темата за бракот. Го разговаравме бракот како еден вид на институција, социјална институција, еден вид на компромисна точка помеѓу потребите на многу социјални актери, може би на најбитните. И го разговаравме како еден вид на универзална појава во човековите заедници и култури, меѓуто и не само во човековите заедници и култури, туку и во многу животински. Потоа разговаравме на аспектите на бракот како еден вид духовно созревање, еден вид на можност да се биде великан, на многу пристапна и опиплива можност да се стане великан преку служење кон нешто поголемо од нас самите. Тоа беа духовните аспекти на бракот. Исто така ги дискутиравме и денешните бракови, еден вид трагедија која што настанува, каде што денешниот брак од различни аспекти и од различни полузрели коментатори и мислители се смета за нешто излишно, за кое што е лошо, нешто кое што е некаква тиранија, нешто кое што е само материјален аспект, а не и духовен и така натаму. И тие работи ги побивме во нашата беседа денеска. И на крајот заклучивме дека бидејќи моќта и можноста на нашите семејства и заедница е опадната во однос на тоа да не држи во брак и да не доведе до брак, тоа истото треба да го направиме ние самите. Треба да созрееме и да сватиме дека создавањето, односно оформувањето на еден брак, семејство и деца е многу позитивна работа и нешто што треба да го направиме и имаме должност да го направиме. Тоа беше моето сиже, а сега одиме со практични прагматични совети. Јас ќе дадам еден практичен совет, кој што исто така го спомнав во текот на беседата. Запрашајте се себе си кој е вашиот љубовен јазик, запрашајте се кој е љубовниот јазик на вашиот партнер и кога овие две работи ќе ги осознаете, наместо да барате љубов на вашиот јазик, научете да ја зборувате љубовта на јазикот на партнерот. Во секој случај, ожени се. Ако имаш добра жена, ќе бидеш среќен. А ако немаш, ќе станеш филозоф. Сократ.